Шери, што ќе готвиме денес? Здраво гледачи! Каде сме? Во мојата омилена кујна. И за кој ќе готвам? За мојата Шери. Шери, што ќе готвиме денес? Што ќе готвиме денес? Какво прашање? Фрижидерот ќе ми каже. Па да. Што им... да. Андреја, свински пафлак. Топ. Свински пафлак. Ми останува уште малку зелека овде и све таки ствари. Супер. Ќе направиме една мала салата. Имам преубави домати. Мислам оти со еден домат ќе ми биде доволно. Ама, ми треба малку парче пиперка, да, и кромит. Ќе направам ражнич. Мали ражнички. Ете така. Кромитот ми е овде. Убав парче кромит. Вака ќе ги правам на стапчиња, парче месо, парче кромит, парче месо, парче пиперка. И пропржиме во тава, во рерна. Ова ќе направиме со останатокот од зелката убава салата. Домат исто ќе го пропржиме малку во тава. Сос со ражнич. Мислам оти мамас салса дип ќе одговара. Ама ми треба нешто уште. Што да правам уште? Компирчиња имам. Да. Така. Овие компирчиња, потетус, и така сакав да го пробам во ефраерот, дали ќе се печат. Но ти кажуват, ти за 10-15 минути си преш компири во ефраер. Септична сум, ама ќе пробаме. Ајде, да ги ставиме директно да се печат. Ќе видиме. Навистина, кој не проба, тој не знае. Ајде. Секогаш ставам малку од хартија за печење. Можете да го правите така директно во ефраерот, ама сакам да ми стои убав, чисти све. Навистина, после треба да миеш и све да пер. Ова ќе зедеш картијата, ја фрлаш и си на рад. Ајде. Компирчињата. Одиме. Ајде. Да ставиме све? Зошто да не? Ќе видиме. Убаво изгледаат. Овие се компирчиња така малку маринирани, зачинети и све тоа. Многу ги сакам. Потетус. Ајде. Одиме во ефраер. Он е спремен за 15 минути, 190 степени. Ќе видиме. А ние продолжуваме. Чекајте. Сосот ми е спремна. Доматот, кромидот, пиперката. Океј. Да го видиме месото. На што личи. Охо. Ема, ова е убаво парче. Браво. Епа, Андреја. Се знае. Со тебе нема промашање. Епа, тоа е. Одлично. Ајде. Одиме. Со ова колку ќе направам ражничи. Ајде, да земаме едно сад за месото. Едноставно. Малку мастиново масло и после ги маринираме, ќе му ставиме убави зачини. Чекај да видам од каде да ги сечам коцките. Вака и така, да, видов. Да не ми бидат тврди кога ќе ги ставам на стапчето, вака. Се гледа месото, како да кажам, ајде, делот од месото како е тврд, ако го сечам вака, ќе ми биде тврд. Ако го сечам вака и вака коцки, ќе бидат меки. Ета, гледајте. Вуала, овие парчиња, вака. Топ, не знам како да ви објаснам, ми дојде. Во месото имате фибро. Како се кажува? Жилите и све тоа. Жили. Не можеме да кажеме жили, можеме да, така нешто. Ајде. Валя, хубави парчиња. Пак имаме гости каде ќе ни дојдат. Оти ова за двајца, малку повеќе има. Ама одлично, секогаш ќе има репети. Ја што сум на диета, да, многу добро ќе биде. Валя. Океј. Ова е осем пафлакот. Пафлакот е дел
од мешето тука. Кај мешето има кај некои што има мускули, има кај други што нема више мускули, што се истегнати мускулите. Зависи кој. А мислам оти мускулите од свињата се и они обтегнати малку како моите, да не кажеме. Ама ајде. Океј, супер се. Вака ќе бидат совршени. Така. Охо, колку парчиња. Многу тешко ќе ми биде да ги печам. Ама ајде. Ќе се снајдеме. Вала. Коци, ова. Така. Топ, ќе му ставиме малку од оваа страна. Сега. Ајде да ги посолиме малку. Му ставиме малку лукче. Хе-хе-хе. Вуаля. Ќе му ставиме малку оригано. Како убави зачини тоа. Ќе му дава шмек. Како се викат на грчки ова? Сувлаки. Така мали сувлаки. Ама сувлаки не стават они кромит, не стават они пиперки. Јас ќе ги ставам на белгиски, мартовски, македонски начин. Ја ќе му ставам пиперка, ќе му ставам кромиче и све тоа ќе му дава малку повеќе вкус. Они малку штедат. Само месо и малички такви ви дават. Ќе бидат убави ражничи. Така малку бибер. Така. Океј. Сол, бибер, лукче, оригано. Мислам ти е доволно. Да. На лажица сега да се мешаат убаво сите зачини, меруди со маслиното масло. Така. Така да се маринира. Стапчињата тука ми се колку ќе направам, мислам оти 6 ќе бидат. Добро, ајде. Ќе видиме доколку ќе стигнеме да направиме. Сега ми треба од пиперка, како кажав, да имам парче пиперка меѓу парчињата од месо. Така. Како убаво функционира ја фрајерот позади мене. Го слушам како дува така топл воздух, а ми го топли грбот. Да ви кажам право, во ова време, фрајер, подобро да го потребувате зимо. Ама, окей, ова е направено. Парче кромит, ова ми е доволно. Така. Ми требаат големи парчиња, не можам да ги ставам меѓу парчињата од месо. Вака, оп. Така. Океј. Така. Едно. Се прашувате шо прави ова? Епа, си спремам парчиња што ќе ги ставам меѓу парчињата од месо. Само ти ова, една половина ќе биде доволно. Така. Океј, ова нека стои тука. Солса е спремна, ова. Одиме. Почнуваме да редиме. Едно парче месо, едно парче пиперка, едно парче месо, едно парче пиперка. Како убаво личи. Едно парче месо. Оп. Едно парче кромит. И продолжуваме да редиме така. Уште едно парче месо. Уште едно парче пиперка. Парче месо. Ќе ве сповудалам, парче месо. Парче пиперка. Сега више нема место, биде само парче месо. Вуаля, имаме еден ражнич комплет. Вау, многу ми се допаѓа. Ќе направам уште еден да ви покажам.
а после другите ќе видиме. Ајде, едно парче месо, едно парче пиперка. Едно парче месо, едно парче пиперка. Едно парче месо, едно парче кромит. Едно парче месо, ајде, едно парче пиперка. Тамана, не дека кубаво одија, едно парче месо, едно парче пиперка и на крај едно парче, ми падна. Не оди така, остани тука, ми требаш. Валя, едно парче месо. Јас направив два, а ние се гледаме за кратко. Ке ги завршам и се гледаме за останатокот од рецептот. Шери, што ќе готвиме денес? Епа, ги завршив ражничите, мислев 6 да направам, па не, направив 4, ама 4 ражнички, ау, топ, одлично. Сега, да ги пропржиме. Ке ги пуштиме директно на тава и после во рерна. Па, ефраерот е, како да кажам, не е слободен, ги прави компирчињата, а ние ќе ги правиме ражничите во тавата. Другиот дел, чекайте, додека сум тука, да ga пуштам печката, ете така, 180, топ. Ајде, нека се топли, ражничите, они ќе се пржат во тавата, сосот го имаме, салса. Сакам да го направам малку различно. Ми остануваат овде кромит, ми останува пиперки, ми ета, зошто да не ова све да го изблендирам? Епа, убаво е, ништо не се фрла, све се употребува. Ајде, вара, јас ова ќе го додавам овде. Оп, и ќе направиме една салса плюс со свежи, како да кажам, кромит, свежи пиперки, ги има внатре, ги има овде. Ама ќе имаме една течност од сос, што ќе биде многу полесно да се јади со ражничите. Вау, многу ја сакам. Овај салса дип, чекај малку да чупнеме малку на главата. На големите тегли погас, ова на главата. Ајде, хоп. Салса дип. Вака. Океј. Вау. Е така. Ова, океј. Ова се ги држа. Така. Му додаваме исто малку маслиново масло и да му дајме нешто. Лути се. Мислам тие. Океј. Да ништо да не додавам. Не, да не претребам. Чекај да видиме каде се. Еј, почнуваат полека да видат спремни. Вау, супер. Овде ми е. Марк, малку си изгубен. Чекај, ова е топло, да ги ставиме да се печат. Оти, компирите ќе бидат спремни, сосот ќе биде спремен, а месото, неубави парчиња, дебели парчиња, ќе му треба малку време за да се пропржат. Ама, техниката е многу лесна. Тава, печка и манџаре. Ете така. Многу баве. Видовте како ги направив ражничите, малку со маслиново масло, оригано, сол, бибер. Чисто така. Сега се печат во тава, одлично ќе биде резултатот. Ајде, сосот. Опа. Ајде. Така. Браво. Пак ќе кажам, ништо не се фрла. Останатокот од пиперката, од кромидот, отиде во сосот, во салса. Ете како убава мешавина. Плюс сосот сам себе ја блендираме. Одлично. Многу ми се допаја. Навистина, што треба да се прави? Мора да се проба. Беше пишано люта, како е.
Вау! Ја пак кромидот, пиперката, ја освежи малку. Браво! Ова е врв. Ајде да ги гледаме сега ражничите. Они да се пржат од сите страни. О, браво! Браво, Марко! Гледај. Убаво се пржат. Нема, навистина е преубаво сосот. Не останува густа, така. Не се шета. Хо, каква убава комбинација ќе биде. Ама фали малку нешто друг гарнир. Ајде да направам еден домат. Така. И мислам да направам останатокот од зелката што ја имам. Да биде како мала салата. Е, така. Така. Океј. Доматот исто ќе го пропржам малку, ќе направам кругови. Ова може да се врати. Више не ни треба. Доматот. Ќе правиме обави така дебели кругови. 2, 3. И ова ќе го вадиме. Е, така. Мислам оти ова е супер. Ќе се пропржат вака. Океј. Ше малку. Масло ќе му ставам. Малку лукче. Така. И ќе му ставиме малку презла. Е, така, на доматите. Така. Почна да ми мирисат овие ражнич. Да не ми изгорат. Е, таман. Каква убава боја. Така ја. Да го побрзам процесот. Е. Вуаля. Пропржениот надвор. Додадов вода. Целиот сок што остане под табата со малку вода оди сега во месото. Месото уште побрзо ќе се вари и ќе остани меко. Ќе чекам сега целото ова да се испаре и ќе оди во печката. И ќе имаме ражнич, меки внатре, убаво печено, надвор убавина. Ете така. Вуаля, ова е завршено. Ќе оди во редна. Ова е топ. Вуаля. Исто ќе направам овде со доматите, ќе ги пропржам малку и завршени компирите. Епа да, при крај се. Можеме да ги ставиме уште малку, мислам 2-3 минути. Ќе бидат спремни. Таман. Да. Браво. Многу ми се допаѓа. На фрајерот ја прави работата на вистина јако. Си готвиш, не ти треба фритеза. Ајде да ставиме уште 5 минути максимум, ќе видиме. Ако треба, меѓу време ќе ги вадам. Ти ставаш, не треба да мислиш ни на зејти, ни на ништо. Оп, го пушташ, одлично. Браво. Ова се попржва малку, чисто да се омекнат малку и ќе ги ставиме во печка. Спремни сме, не при крај да кажеме. Уште 2-3 минути ражничите да се потпечат, исто и доматите. Океј, ова ќе оди во печка. Валя. А ние се враќаме за кратко на сервирањето. Шери, што ќе готвиме денес? Епа, доматите се во печка. Ражничите се во печка. Во ефраерот ги имаме компирчињата.
Овде го имаме сосот. Можеме да кажеме оти сме при крај. Не. Ни фали уште една, нешто така крскаво, една мала салата. Нешто, пак ќе кажам, не, ми останува зелка. Зелка. Така. Ситна, сецкана зелка. Ќе му додам малку од пиперка внатре, имам лута пиперка, малку прас така. Ќе направиме една салата. Нешто така лесно, брзо, што ќе ни биде како гарнир на крај. Па да, зошто да не? Имаме уште малку време, додека све се пече, се прави. Не, ситна, сецкана зелка. Како убаво ќе биде. У Македонија, ако нема зелка на маса, нема јадење. Па тоа е. Не. Многу ситна, сецкана зелка. Така. Вуаля. Средината не ми треба. Ова. Уау. Е спремна. Треба да пазам во печката, да не ме изгори. Мислам оти доматите се при крај, да ги извадиме. Чекај. Да гледаме малку во печка. До каде сме? Ајде. Да. Доматите мислам оти се таман. Да ги извадим. Вуаля. Овде. Ражничите и они се таман. Можеме исто да ги вадиме. Океј. Печката завршена. Салатата, што кажав, ми треба уште малку од кромит. Дали имам уште? Да. Имам уште млад кромит тука. Така. Брзо, ситно сецкано. Така. Океј. Хоп. Малку зејтин. Оставаме малку сол. Ништо појќе. Добро. И кон печињата се при крај. Малку копар. Океј. Така, сув копар. Одлично. Мислам оти салатата е океј. Можеме да сервираме. Ја слушам Шери полека доаѓа. Не ми се јави уште да ми каже, ама имам, ајде. Случајно ако ми кажуваше вчера, може шурата ќе дојди денес. Има за јадење за нив. Исто, имаме. Добри сме. Имаме за јадење за сите. Ајде, да сервираме за двајца. И ако сме четворица, па уште подобро. Ајде. Океј, две тањери. Да не правам галама, како имам навика, еден по еден, тањирите ќе ги земам. Така. Вуаля. Почнуваме со овие убави компири. Вау, врв. Многу ги сакам овие potatoes. Ема топа, фраер, навистина, многу ми помага. Браво. 15 минути и се одлични. Да не преме појќе, топ. Ајде. Ќе ги вратам. Да држа топло, а пако шурата доаѓа, да има и за него. Ајде. Океј? Сега ми треба штипката. Ова тука, малку салата на страна. Вака. Ете и тука. Останува уште салата. Одиме со ражнич. Така, еден ражнич, втор ражнич, а двете други на шурата. Овде одиме со домат. Подпечен домат така се распаѓа.
kako kažem, se raspaja. Pa da, zažal nama, ki drži do tuka. Voilà. Še dva, odat pozadi. Tak, i sega. Našet ubav sos. Wow. Jednostavno, vkusno, brzo, a preubavo. Така. Voilà. Да ставимо още нещо гарнирали сме? И само ти. Ова ќе биде доволно. А ние за моите шери спремни сме. Имаме преубаво јадење, ражнич со компичња, убава салата, сос, салса, домат печен, само убавини. Бон апетит. А ние се гледаме утре за нови, убави, вкусни рецепти. Шери, што ќе готвиме денес? Voilà. Шери, што ќе готвиме денес?